Со редовни и вонредни контроли, инспекторите од Државниот управен инспекторат ќе проверуваат дали се прават злоупотреби при процесот на мобилност на вработените во администрацијата, изјави денеска министерот за информатичко општество и јавна администрација Иво Ивановски. За да нема злоупотреба на овој систем, правиме редовни состаноци со сите директори, сите функционери, да ги информираме од прва рака кои се измените, кои се механизмите со кои што ќе следиме доколку постои злоупотреба на овој систем, регистарот за јавни службеници кој што го води Министерството за информатичко општество, Агенцијата за администрација каде што доаѓаат поплаките за вработувањето во државна и јавна администрација, Државниот управен инспекторат со своите инспектори кои што се на терен и често прават контрола на институциите, дали се пополнати образците J1 образец и J2 образецот, и да ги информираме дека овај модел е направен за да се направи баланс во администрацијата од оние институции каде што има суфицит на кадар, да може да им се излезе во пресрет на оние институции каде што има дефицит на кадар. Конкретно, ако има повеќе правници од една институција, тие ќе се префрлат во институција во истата општина или не подалеку од 60 километри. По одлуката на Уставниот суд и покренатите иницијативи за уставноста на законската одредба за добивање статус на државни службеници на вработените во здравството, културата и во јавните предпријатија, Ивановски уверува дека со законите кои се во процедура ќе се надминат недостатоците. Сега, како што можеби самите знаете, во собраниска процедура е Законот за здравствена заштита, каде што она што Уставен суд го кажа дека недостасуваше во тој закон, сега е направено, се почитуваат и одредби и кога тој закон ќе се изгласа, тогаш ќе бидат сите детално информирани кои вработени во здравството ќе бидат уфатени со Законот за јавни службеници и кои ќе бидат подлежни на Законот за јавни службеници. Истото се случува со Законот за култура, кој што неодамна помина на влада на Република Македонија и е испратен во собраниска процедура, каде што и таму се знае кои се уметници, кои се уфатени со Закон за јавни службеници, а кои не се уфатени. Ивановски истакна дека очекува Уставниот суд да не го оспори опфаќањето на вработените во јавните предпријатија со Законот за државни службеници и додаде дека точно е разграничено кои лица ќе бидат опфатени, а кои не.